Селото Болно се наоѓа во северозападниот дел во Преспанската котлина, во подножјето на планината Исток, наречена уште и Болнска планина. Селото се наоѓа на 4,5 км северозападно од административниот центар на Преспа, градот Ресен. Болно е сместено на надморска височина од 910 метри. Името го добило по болницата на Цар Самуил, која се наоѓала во местноста Селиште. Географската положба на селото е добра. Од трите страни е заградено со планини, а од јужната страна се простира Болнското поле. Според површина, атарот на село Болно зафаќа 2946 хектари. Од нив 76% се шуми, додека 14% е обработливо земјиште. Низ селото Болно и Болнското поле минува реката Болшница. Таа го дели селото на два дела, а околу неа се одвива целокупниот живот во селото. Според пописот, во 2002 година, во Болно живеат 75 домаќинства со 237 жители, но според најновите податоци од 2013 година, во Болно живеат 66 домаќинства со 206 жители. До селото Болно се стигнува по модерен и асфалтиран пат, кој е изграден во 1974-75 година во должина од 6 км од Ресен. Патот од денес е два пати обновен, прв пат во 1988 година, односно 1996 година. Болнското стрецело е надалеку прочуено посебно по пивото и добрата дружба. Стрецелото е место каде жителите се собираат во попладневните и вечерните часови. Во новата и модерна продавница, реновирана во 2010 година. У продавницата има се што е потребно за екзистенција. Продавницата ја држи Никола Стојановски од Ресен, а продавач е Наумче Боримечковски. Од 2009 година беше рушен руинираниот селски дом изграден во времето на колективот 1948-49 година. Бидејќи трошоците за негова доградба беа големи, а како таков представуваше опасност за жителите, домот беше срамнет со земја. На негово место се планира да се изгради парк, за чија цел членовите на местната заедница се обратија до иселениците од Канада, кои се согласија парично да помогнат. Активностите ќе започнат во 2013 година со донација од иселениците од Канада, а мал и незначителен дел ќе биде обезбеден и од селската каса. Во центарот на селото Болно се наоѓа и музеј куќата на народниот херој Мите Богоевски. За животот и делото на Мите има многу да се зборува, но ќе кажеме дека неговата заслуга е голема, затоа што Болно без неговите заложби немаше да е ова што е денес. Мите Богоевски е роден на 31 октомври 1919 година. По завршувањето на високото образование се одава на револуционерниот живот. Вредно е да се спомене дека Мите се истакнува со поетска дарба и има напишано повеќе песни, меѓу кои најпозната е 39 минаа и Спроти Илинден. Мите Богоевски заедно со Стив Наумов загинале на 12 септември 1942 година. Вечерта на 11 спроти 12 септември селото Болно било блокирано од бугарскиот полк од Битола. Пред секоја куќа стоел бугарски војник. Населението било малтретирано, се додека не биле пронајдени Мите и Стив кои се криеле во колибата во лозјето на таткото на Мите. Покрај Мите Богоевски, за слободата на Болно се бореле и Христо Герасовски, Борис Источки, Пере Источки, Сандре Наумовски, Илија Богоевски, Панде Црновски, Христо Србиновски, како и многу други. На Стрецело се наоѓа основното училиште, кое го носи името на народниот херој Мите Богоевски. Денес во училиштето се изведува комбинирана настава од прво до четврто оделение од страна на наставничката Мери Јанковска. Наставата ја посетуваат 5 ученици. Исто така местната заедница има планови за изградба на современ туристички комплекс кај местноста викана Студена вода,
оддалечена на 2 километри од селото. И овој проект ќе биде реализиран во соработка со Друштвото на иселеници Свети Јован од Канада. Болно е печалбарско село. Нема куќа од која не излегол печалбар. Токму затоа, да се зборува за Болно, а да не се спомене местоста Плачигорница, е невкусно. Имено, Болно е печалбарско село, а печалбарите пеш од селото заминувале на гурбет во тугина. По стариот пат, кој некоја се користел, на половина од патот се наоѓала и местноста викана Плачигорница. Ова место кај секој печалбар буди тажни спомени, бидејќи со солзи во очите се разделувале од најблиските, од кои некои за последен пак. Токму затоа, местната заедница на село Болно, во соработка со Друштвото на иселеници Свети Јован од Канада, покрена иницијатива за обележување на местото и конзервирање на горницата, која треба да остане символ за печалбарите, како и за печалбарството воопшто. Асфалтираниот пат го дели полето на два дела, а лево и десно се наоѓаат овоштарниците со јаболка. Болнци се познати производители на јаболка. Неслучајно бонското јаболко е меѓу најубавите и најсочните во Преспа. Годишно во село Болно се произведуваат околу 300.000 тони јаболка или околу 150 камиони. Производството од година на година се зголемува. Во селото Болно денеска постоje 4 цркви, и тоа главната селска црква Свети Атанас, црквата Света Тројца, Свети Никола и црквата Свети Наум. Црквата Свети Атанас е обновена во 1846 година на стари темели. Во 1981 година во селото од сад дојде Кицо Србиновски, познат како Крис Ник. Крис Ник бил запрепастен од состојбата на црквата и побарал од местната заедница се покрена иницијатива за изградба на црквата и изразил желба да донира. За таа цел во Болно беше формиран иницијативен одбор во состав Дорче Таневски, Божидар Источки, Драган Суклевски, Пеце Булјаковски, Радко Наумовски и Боркан Поповски. Проектот за црквата го изработи Томе Богоевски, дипломиран инженер-архитект, поранешен жител на селото. Целото село помогна да се изгради црквата. Секој колку што можеше се трудеше да даде свој допринес. Кој со физичка работа, кој со парични средства. Средствата бе обезбедени и од повеќе извори. Од акцијата на жителите на Болно, но и од Крис Ник кој донираше 22.000 американски долари, Танас Источки донираше 5.000 канадски долари, Друштвото на иселеници Свети Јован од Канада донираа 4.000 канадски долари, а помош дадоа иселениците од Австралија, Крсте Апостоловски и од сад Дане Каратаневски. Црквата беше осветена во 1986 година од страна на тогашниот поглавар на Македонската православна црква, господин Гаврил. Во поново време, во октомври 2012 година, со заложбите на сегашната местна заедница во состав Драги Ѓоршевски, председател на местната заедница, Кице Герасовски, Дарко Милевски, Никола Наумовски, Јовче Поповски, Габор Митревски и Боби Апостоловски, се покрена иницијатива за промена на дотрајниот покрив и подготовка на црквата за фреско живописување, односно глетовање. За покривот беа потрошени 4.500 евра и 1.300 евра за глетовање, пари кои што беа обезбедени од Сдруженијето на иселеници Свети Јован од Канада и господинот Борис Ничов, кој што донираше 1.000 американски долари, а дел од средствата обезбеди и местната заедница. Да напоменеме дека секоја година на 15 мај во дворот на црквата се организира прослава по повод празникот Свети Атанас. Исто така, почнувајќи од 2012 година на 3 август, во Болно за прв пат се одржаа и бонските селенички средби, кои од оваа година ќе прераснат во традиција на селото и замисла, барем еднаш годишно, на едно место се соберат иселениците и местното население, а манифестацијата да биде збогатена со културно-уметничка програма и секако добра забава.
Црквата Свети Тројца или селски гробиште е обновена во 2008 година. Иницијатива за обновување покрена Митко Богоевски, а парични средства обезбеди Сдруженијето Свети Јован од Канада. Исто така, црквата во 2009 година почна да се фреско живоописува и сите оние кои што беа во можност донираа своја икона. Од 2011 година покрај црквата почна да се гради и црковна трпезарија, за која исто така финансиски помогна Друштвото Свети Јован од Канада. Потребата од ваков објект беше неминовна. Токму затоа на состанокот со жителите од селото беше донесена одлука за изградба на трпезарија со димензии 15 метри должина и 6 метри ширина. Црковната трпезарија е изградена по сите стандарди. Се состои од два дела и тоа: трпезарија и кујна која е донација од Јовче Веловски по потекло од Болно. Во црковната трпезарија недостасуваат уште подни плочки, како и столици, кои што треба да се обезбедат напроред, кога и официјално ќе биде пуштена трпезаријата. Црквата Свети Никола се наоѓа во атарот на Бонското поле во местноста Бранеинца, оддалечена на 1 километар од село Болно. Црквата потекнува од 13 век и една од најстарите цркви на територијата на Преспа. Во 2005 година зимата, црквата беше зафатена од пожар, за кој што се претпоставува дека е подметнат и во пожарот изгореа многу вредни икони. Црквата Свети Никола е обновена во 2008 година. За нејзина обнова финансиски помогнаа Друштвото на иселеници Свети Јован од Канада и Данче Герасовски од Шведска. Во атарот на село Болно, на оддалечено со само 3 километри од селото, во полето, се наоѓа и црквата Свети Наум. Според едно предание, тука минувал Свети Наум и пиел од водата каде денес е изградена црквата, а кај местноста починалиште седнувал да се одмори. Црквата е изградена од група верници од Ресен. Во изградбата помогнале и акционерското друштво Агроплат и шумското предпријатие од Ресен. Градежните работи за изградба на црквата ги вршело градежното предпријатие Гранит, а црквата е изградена со камен, додека мајсторите за делкање на каменот биле од Мала Преспа. На крајот, сакам да ви го честитам денешниот празник Свети Јован, како и јубилеот 25 години, а на кумот Владе Каратаневски со фамилијата му посакуваме честито кумство. Ке искористам оваа прилика да упатам и голема благодарност до Сдруженијето на иселеници Свети Јован од Канада за несебичната и безрезервна подршка која даваат за родното огниште. Среќни празници и голем поздрав од жителите на село Болно до сите нашинци во Канада, како и до сите ваши гости. Ви посакуваме добра забава и лесна пијачка. На здравие и за многу години. Би сакал да ви се заблагодарам за вниманието.